really fantastic. На неговиот прв ден на функцијата, американскиот претседател Доналд Трамп ја прогласи легалната имиграција како национална вонредна состојба. Тој вети дека ќе го спроведе клучното предизборно ветување и ќе депортира милиони имигранти без документи. Адвокатите велат дека мигрантите во Соединетите Американски држави, кои се соочуваат со депортација, имаат право на соодветна постапка. You are issued a charging document. Покренува обвинение со кое започнува постапка против вас и можете да поднесете барање за азил или на друг начин да го браните вашето право да бидете во САД. На крајот тој процес на аплицирање за имиграцијско олеснување следи суд и посета на судија за имиграција. Ако не го добиете тој процес, тогаш ви се издава налог за депортација. Then you are issued a deportation order. Флам вели дека депортацијата може да се склучи брзо или пак може да потрае подолго време. It's possible that somebody Можно е некој да биде депортиран по месеци или години борба против нивниот случај. Исто така, можно е некој да биде депортиран по неколку часови или денови откако побарал влез во САД, или пак живеел тука многу години, а во рок од неколку часа или денови бил приведен според најновата политика на Трамп. latest policy. Од 21 јануари, федералните власти уапсиле над 8200 луѓе и побарале помош и од другите агенции за спроведување на законот. Администрацијата исто така ја прошири употребата на брза депортација, која им овозможува на службениците за имиграција да ги отстранат мигрантите без документи, без судско сослушување. We got to do more. Мораме да направиме повеќе. Тоа е она што сега го гледаме. Бараме начини да создадеме поголема ефикасност за да направиме повеќе. Администрацијата користи воена база во заливот Гвантанамо, Куба, за да приведе одредени мигранти без документи. That's going to be another place. Тоа ќе биде уште едно место каде што ќе имаме 30.000 кревети за мигранти. Председателот Трамп се обврза дека најлошите мигранти ќе одат во Гитмо. Но правните предизвици веќе започнаа. Федерален судија во Ново Мексико неодамна го блокираше трансферот на тројца венецуелски имигранти во Гвантанамо, додека застапниците ја тужеа администрацијата на Трамп за задржување на затворениците во Гвантанамо без да имаат пристап до адвокат или до нивното семејство. This is the first time Ова е прв пат во историјата на САД, американската влада да приведува луѓе на територијата на САД и да ги транспортира во Гвантанамо. to Guantanamo. Представник на одделот за домашна безбедност на САД изјави за Гласот на Америка дека заливот Гвантанамо моментално држи поединци кои имаат конечни наредби за депортација, вклучително и насилни криминалци. И додека правните предизвици се во тек, администрацијата продолжува да ги спроведува мерките за депортација.